сите. Благодарам на тие што дојдовте да слушните. Тоа што сме го доживеале, преживеале и од кого сме го тоа доживеале. Со Груевски повеќе време тоа затегнати односи, а затегнатите односи во суштина ги ствараа новинарите, си работеа својата работа и тоа Груевски не беше задоволен од тоа како го работат. Немаше ден, ретко се случуваше да не ми се јави после вести, а жената ја разговарам и жената ќе рече кој е пак тој? Е па тој викам. А па шо сака? И коментираше вестите. 2 години таа 2008 до 2010 таа работа траеше, али последниот би рекол конечен судир меѓу мене и Груевски настана негде август 2010. Меѓу првите луѓе кои го видоа Скопје 2014 бев јас. Во кабинетот ми пушти извадоци од тоа што имаше припремено. На тоа прашувам, човече, ова пари ќе кошта. Луѓето маки мачат, немат за лекови, немат. Луѓето се раѓат и се умират, спомени се ќе останат. Видов дека човекот си тргнал, си има пат, веќе патено. На тоа, на кај новинарите кажувам, овој човече, луѓето, овој скренати, скроз. Со овој нема ни разговор, ни договор. И од тогаш Бетер, буквално пукањето и расцепот беше август 2010, а веќе до крајот на годината бевме ухапсени. Јас, скоро цела фамилија, сите мои соработници, не пикна во затвор. Меѓу затворниците постои една изрека. Само гробот е полош од затворот. Тој само што го доживеал и тој што го преживеал, тој не може ист човек да биде. Тој не може животот да го гледа на исти начин. Нема теоретска шанса. И се доаѓа првите денови во шутка. Ми се чинише дека не можам да дишам. Да не можеш да излезеш, да не можеш да видиш звездите од рефлекторите. 28 месеци бе во шутка. Не можеш да видиш звезда. Да не можеш да излезеш да те дувни малку ветер. Она чувство да те отклучи 7 пати. Се отклучуваше и заклучуваше за да излезам до шетна. 7 пати наназад. Те уклучува, те исклучува. Бев јас со посебен режим. Можда и другите биле, ја за себе кажам, во тој период. Бев, сите имат тоа шетњата, еден полицаец и ги гледа сите шетни кај во шутка. За мен имаше посебно шеталиште и тој еден полицаец ги гледаше сите кај што шетат. За мене 20 полицајци и постојано во видеонадзор, во живо. Во собата бирото го ставија до вратата. И ако кивнев, тие ќе ме слушнаа. Секој ден, доаѓа тропат, она со најциничен начин, господин Ранковски, влеговме да вршиме претрес, да немате нешто недозволиво со законот, тарамантара. И тоа си предлачење скоро саат и пол, 2. Секој ден, ни еден промашај. Имаше, во меѓувреме, некако се, па комуникацијата секој ден и джелат, нека пак човечко ќе се постоеше. Видов дека тие не смеа да не ме малтретираат, не смеа да не се изживljават, тие имаат страв од Груевски. Тие имаат страв да не кажат дека луѓе вака и вака. Значи, секој ден претрес. Сите тие знаат дека ја немам телефон. Никој пат нема телефон. Тие знаат дека немат телефон. Секој излегување, да ви кажам, таа психолошка, тој човек е во тој сурвивал битка за опстанок страшен е. Кој ќе излезе, ја брзо ја фаќав крпата. Крпата да избришам тие дека таму кај што биле да го избришам.
да направиме една разлика на чувство, да останам жив, да не штукнам. Ќе стане првото што го прави вежбање до исцрпување. Битката за да обстанеш жив таму, за да останеш читав кој ќе излезеш, е страшна битката. Али главното, најтешкото што ми паѓало, ја кај што шетав, таму мислам дека минимум скоро половина од затворениците низ прозори може да ме видат. Една од прозорите таму беше Емел, ќерка ми. 28 месеци. Ни еднаш, додека шетав, не можев да ја видам. Во исто време, 28 месеци, по 30 дена рачунајте ги. Секој пат прецизно тие правеа да ја не ја видам да зборам со ќерка ми. Сите другите може да си додават, да си подаваат. Ќе одев, кој ќе дојдеше посета, ја излегувам, сите си оде негде 8 затвореника и од другата страна на таа еден плексиглас имаше, тие посетата се. Мене ќе ме земе 20 полицајци, позади седат и жена ми или ќерка ми, секој збор што го збори, прво гледат, прво атмосфера ствара, прво психоза ствара. За да не... Кој ќе излезе во четња, тогаш еден момент и тоа се тешко да се качи на тие прозорите. И ќе користеше, жената знае дека чекаме посета, Емел доаѓаше кај мене, кај Емел, кај Иба, кај братја доаѓаше. Кој ќе доаѓаше жената, од Сабајле, цел ден, чекаше ред. Требаше мене да ме посети, требаше брато да го посети, требаше ќерка да се посети. И кој ќе излегував, ќе рече, Емел, вие не знаете само тој поздрав, тоа беше експлозија кај ни на гнев. Зашто ја успеам Па ја се радував бе луѓе на судењата. Се радував затоа што таму можев да ја видам. Таму можевме да се загрлиме. Сите најдовме на одреден начин да не потонеме, да останеме живи. Сега само, ја не го викам веќе Груевски за мене ме плаши таа инсталираност во тој груевизам. И мислам, далеку сме. Издржавме затвор, докато издржавме затвор, што све не издржавме. Меѓутоа, груевизмот е длабоко, она што Џабир го кажа, длабоко во институциите. Ја се плашам и за себе. Ја 73 години, фала Богу, со тој спорт, со таа пак ведра мисла, сега малку сум исплашен, поштено да признам. Не е тоа ствар на датум за Европско уније и така натака, него е што груевизмот за 3 години очигледно, дека не ни малку, не викам дека ни малку, али дека уште снажен, дефинитивно. И тоа ме плаши. Ама мислам, не само мене што ме плаши, мислам дека сите од нас треба малку да бидеме уплашени.